Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Вечерва во емисијата имам еден доста интересен гостин, како што кажи мојата драга колешка Искра, со кој што ќе зборуваме за многу актуелни теми. Дел од нив се актуелни и денеска, односно најнови информации кои што ни доаѓаат и од Македонија, меѓутоа и од Балканот, но ќе се сконцентрираме на повеќе аспекти во врска со Македонија, политичкиот живот во Македонија, меѓутоа и нејзината меѓународна положба во Европа, па и во светот. Ќе зборуваме за тоа кои се пријатели на Македонија на меѓународната сцена, меѓутоа ќе опфатиме и дел за тоа како се употребувани, односно злоупотребувани и дали се на каков начин се трошени парите кои што доаѓаат од USAID во Македонија. Велам добро вечер за Цветин Чилиманов, новинар, колумнист, аналитичар и ќе зборуваме за многу теми вечерва. Добро вечер, благодарам за поканата и поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Кажавте дека ќе зборуваме за многу актуелни теми, меѓутоа она што утрово па и вечерта во текот на вчерашниот ден беше објавено во српските медиуми е дека таму се очекува блокада најавена за утре, за 15 март, меѓутоа дел од српските медиуми вчера објавија едни аудио разговори кои што наводно им биле доставени до нив од страна на некој кој што учествувал на тие разговори, во кои што може да се слушне дека активисти, односно видео во кој наводно српската опозиција, невладините организации кои што ги организираат протестите, би распоредиле своји активисти за време на протестот, блокадата која што е најавена за утре во Белград, меѓутоа со цел да го убедат мнозинството дека треба да има предвремени избори, меѓутоа крајната цел е, како што тврдат и српските медиуми, е државен удар или граѓански конфликт во поголем обем. Дел од разговорите вела дури еден од учесниците во разговорот вели дури дава идеја вели да му се случи нешто и на Вучик. А ситуацијата во Србија е веќе долго време е разгорена, а не се ни смирува од она што може да го видиме. Најавено е за утре за затворање, односно заклучување на институциите, се со цел нели да се обезбедат колку што е можно. Па што мислите за ваквите информации кои што ни доаѓаат од Србија? Да, нас не е добро познато организирање на вакви протести, на шарени револуции, обоени револуции, операции за промена на режимот, како што се викаат на англиски, режим change operations. И познато нисто така дека ова е најопасниот период на Балканот, типично смена на една американска администрација со друга, типично смена на лева администрација со десна. Вообичаено, барем наше искуство, посебно на Балканот, посебно кон нас, кон Србија, кон други балкански држави, е дека левите администрации обично се тие кои што ги користат овие алатки за невладени организации, финансирање на боени револуции, политички радикали од градовите, протести, организирања. И сега да речеме, ти имале одредени планови, како што имале и за нас направено, така имаат сега и за Србија, кои што претпоставувале дека ќе ги спроведуваат полека според нивна агенда во следните 4 години од мандатот на председателката Камала Харис. Веројатно со истиот државен секретар Блинкен, со истата гарнитура на власт, истиот европски балкански подсекретар Обрајан и така натаму. И сега се случуваат неочекувани смени на власта, доаѓа Трамп и сега тие процеси се поставени, се испланирани, фондовите се определени, улогите им се доделени. Но времето сега го немаат, само факторот време го губат. И сега се обидуваат во рок од месеци да го направат тоа што планирала да го прават во рокови од години. Исто како што кај нас, например, бевме сведоци, нели, по победата на Трамп да бидат организирани тие, нели, доста сомнителни избори во декември 16-та и потоа уште посомнителните инциденти, нели, протести, инциденти околу, нели, во собранието, начинот на изборот на Талат Џафери за спикер на собранието, поддршката што добија од State Department-от, се уште нели истите дипломати се таму, а председателот е сменет, па не се знае кој на кого му одговара. Значи во тој хаос успеа да протнат една таква операција за промена на власта кај нас. Очигледно се обидуваат нешто слично да направат и во Србија. Иста така нели ни се случи во првите месеци од мандатот на председателот Буш, смена на Клинтоновата гарнитура која што ги водеше војните на Балканот, имаше одбрано своји пријатели, држави, народи кои што ги поддржуваат, држави, народи кои што не ги сакаат
Исто така ни се случи, нели, војна да ни почне точно во моментот кога, нели, таа гарнитура се заминуваше, а дојде председателот Буш. Значи можеме да очекуваме дека нешто што планирала 2002, 2003, 2005, например, понатаму да го спроведуваат постепено, се случи во рок од неколку месеци. Така да ова е навистина критичен период. За среќа, нели, свесни сме дека администрацијата на Трамп овој пат е многу посериозно подготвена отколку во 2017 година. Видовме, нели, дека и неговиот син беше во гости на председателот Вучич во Белград. Каналите за комуникација се воспоставени многу подобро овој пат меѓу сите балкански држави. Ние предничме можеби тука. Србија очигледно има многу поголема ургентност, така да постапува, нели, многу поактивно и српскиот претседател со контактирање, обраќање кон американската администрација, така да се надеваме за најдобро дека овие обиди за дестабилизација на регионот ќе запрат ова американско мешање во внатрешните политички работи на балканските земји да престане, па потоа нека течат процесите природно. Можеби ќе падне Вучич за 6 месеци, за година дена, но да биде тоа избор на српскиот народ, а не на некој од надвор. Споменавте дека ова се случувало низ историјата кога станува збор за ваква промена на власт и администрацијата во САД. Дали меѓутоа сега не сме ниту 2016 или ниту 2002, сега сме 2025, колку Балканот е позрел за вакви работи? Дали нешто има научено, бидејќи сме виделе и други обоени револуции, и други вакви движења, колку и дали сме ние, како зборувам генерално за Балканот, свесни и можеби сме научиле нешто од скорешното минато? Па ние бевме дали се променети условите од тогаш и сега? Ние бевме наивни како народ, можеби 2001-2002. Мал број луѓе беа наивни 2015-16-17. Поголемиот број од учесниците беа, нели, беа добро платени, не беа наивни, беа добро платени. Тогаш така да немаше веќе никакви илузии, мислам, во 2015-16 што се случува и кој што прави. Впрочем, нели, резултатите од изборите тоа го покажа, имаше, нели, пронајдени гласови или случај, нели, еднаш се случи префрлени гласови во албанските средини да гласаат историски, нели, се на една страна, 2016 на друга страна и потоа се врати и не се повтори. Имаше чудни прегласувања со се сеќавам, мислам, тоа се ни се наш скорешни од поскорешното минато. Исто така уште нешто ни е доста свежо, тоа е шарената револуција. И би се согласиле дека секаде во светот студентите треба да се бунтовни, треба да имаат и глас и да покажуваат одредени крици, ако може да се каже, во јавноста, па и движења, меѓутоа се е тоа во ред, се до еден момент кога би биле злоупотребени. Сега, да се потсетиме на шарената револуција и на оно што следеше после неа, ќе позборуваме малку повеќе за тоа, бидејќи само во февруари годинава излезе еден напис од страна на авторот и специјалист за јавни прашања Метју Палумбо, кој што пишува дека во 2015 година, токму за овие години кои што вие ги напоменавте, СДСМ и Сорос со помош на USAID финансира група за да започнат шарена револуција, за да ја соборат ВМРО од ДПМН, која беше на власт од 2006 година. Ова резултираше, нели, со избавнување на протести, пишува, а дипломатите кои работеа за администрацијата на Обама ја дадоа својата поддршка на овие протести. Па прашањето ми е дали допрва ќе се размотува клопчето, ако може да се каже, што се вртеше околу шарената револуција, бидејќи оно што следеше потоа по промената на власта, сето оно што се случуваше, ќе се потсетуваме на тие работи, меѓутоа беше буквално дерогирање на сето оно што значи држава, судство, газење по македонскиот идентитет и гордост, ако може така да се каже. Да, дефинитивно, мислам, ние за жал немавме соговорници соодветни во 2015, 16, 17, не, 2017 Трамп кога дојде на власт. Гледаме деновиве дека некои од нив дури и признаваат, нели, имаше едно сведоштво на дипломатка која што била избрана од Трамп како, нели, соодветен човек во Стејт департментот, која што кажуваше, бевме во контакт со македонски представници, немавме каде да се обратиме. Нагоре од нас, ниво подсекретар, заменик подсекретар. Немало слух од другата страна, така? Па, нели, тие луѓе дури се свртаа против Трамп. Сите имаат, добар дел од нив имаат објавено книги против него, го напаѓаат Тилерсон до некаде,
па и Помпео е тука некаде, мислам, на граница се обидуваше да се држи до Трамп, да добие некаква улога во оваа администрација. Му беше грубо кажано од голем број на поддржувачи на Трамп дека повторпат нема да дозволат такво кукавичко јајце во дипломатијата да влезе. Се покажа дека се луѓе кои што работеле зад грб, не пренесувале информации, не работеле искрено на таа агенда која што Трамп и тогаш и сега најави, а тоа е да престане непринципиалното мишење на Америка во внатрешните работи на други држави и да посебно нели на таа идеолошка лева опција која што ние сме сведоци дека држеше монопол на контакти со американската администрација, со амбасадата тука, на спроведување на нивни проекти, нивни ставови, интереси, дури и кога беше републикански председател на власт. Едва и ке добиевме можеби година-две под Буш, да речеме да се поклопат, не знам, со Груевски, па да спроведеме некои пазарни реформи, некои десничарски прашања кои што се взаемен интерес. Конкретно текстот што го спомнавте на Палумба се работи за интересен новинар кој што добро упатен, кој што пишува книги за точно за ова влијание на Сорос како во САД, така и ни светот кој што го познава и регионот, така да интересно е што почна американските медиуми да пишуваат за Македонија, за Балканот, а нормално поттик за тоа беше бидејќи излегува председателот на САД и најбогатиот човек на светот и практично министер во владата на САД, Илон Маск, кој што кажа дека USAID била де факто криминална организација од перење пари, од злоупотреба на фондови, пренасочување на тие пари директно на контата на американски политичари од левата опција, но секако и тоа што нас не е важно, организирање на шарени револуции, смена на власти кои што не се по волја на левата идеолошка опција во САД. Така да добро е што конечно администрацијата на Трамп овој пат многу посериозно настапува. Да, има разлика од начинот на кој што се поставија во првиот мандат и оно што значи сега, бидејќи една од првите извршни наредби кои што ги потпиша Трамп беше токму стопирање на сето на што значи USAID и првенствено е стопира на 3 месеци да се изврши ревизија, да се види каде се трошени парите, за какви проекти, каде се завршени средствата, дали има злоупотреба. Меѓутоа, државниот секретар Марко Рубио на социјалната мрежа X буквално потврди дека 83% од програмите на USAID се откажани. Да. Тоа е сериозна бројка. Сега, факт е дека дел од програмите во одредени места навистина поддржаа маргинализирани групи, беа поддржаа можеби жени кои што нема соодветна здравствена заштита, тоа се програми кои што ги видовме во Африка и на други места, меѓутоа еве на пример кај нас имавме исто така проблем со жените во Шуто Оризари, каде што со години немаат гинеколог, зашто на пример не имаше нешто такво тука направено. Тоа е маргинализирана група и требаше да им се помогне, туку одеа на други места парите. Разговорот ми е во насока на тоа дека дел од проектите беа навистина окей, во ред. Меѓутоа имаше некои што стварно навистина се покажа дека направија штета, особено кога станува збор за нас. Што ова подразбира? Ајде да се навратиме на тие 3 месеци, што значи токму овој прекин на ваквата поддршка? Еве да бидеме фер, конкретно примерот што го кажам, мислам дека колку што знам постои еден проект од организација која што е финансирана од USAID за точно неколку пати у неделата да се обезбеди гинеколог точно во тоа не е трајно решение. Да, не е трајно. Ама и тоа не го оправдува моментот дека 80% од другите проекти на таа организација се жестоко исполитизирани, идеолошки, спротивно на мнозинските вредностите, да речеме. Еве да примери и мнозински да се вредностите што ги застапуваат тие организации и во САД. Во Македонија не се. Еве да речеме во САД да се спроведе анкета за вредностите кои што се релативизирање на семејството, односот кон абортусот, и да се мнозински не се повеќе од 55%. Значи не можете вие прашање по кој што јавноста е жестоко поделена, единствено тие прашања, единствено тие теми да ги финансирате во други држави, да наметнувате идеологија, например, на затворени мали кругови во најурбаните, најлибералните, најлевичарските средини во САД. И сега, вие ќе ги земете тие мислења, тие идеи, тие ставови, ги пренесувате во
по-конзервативни, по-патриархални средини како во Источна Европа, или има деновиве една сцена од Рори Стюарт, британскиот дипломат, кој што практично еден период го има, не знам, добар дел од Ирак, го има менаџирано во Афганистан пратен. И човекот излезе и кажа, што е, сега се кратат фондовите за USAID, мојата супруга ја чека исплатата, следниот милион, нели го чекаме, баш сега на владината неизина треба да добија милион, и го прекина. Тотално несвесен сум, живее во надвор од оваа планета, не е свесен како нормален британец или американец живее, да. Го сваќа тоа, чека сега жената зима милиони од USAID. Пристрасен си на оваа тема и потоа ја најдоа невладината која што се бави со тие теми, што конкретно правела. И многу бизарна снимка може да побараат гледачите. Имаат собрано жени од Афганистан и британка некоја дошла им држи презентација за абстрактна постмодернистичка уметност. Има некој уринал, некој уметничко дело, некој уметник земал писуар и го свртал наопаку. И сега им објаснуваат на жениве кои што се уште покриени, нели со марами. Ова е сега, не знам, прогресивна уметност од Европа од 1970-тите, и една жена вака ги гледа. Значи, реалните проблеми се други, а веќе да се разбираме. И ова ме носи на следното прашање, да се токму во оваа насока, ајде да се навратиме на тој момент дека во шарената револуција имаше и дел од активистите кои што буквално носеа надписи Сорос армија, односно армија на Сорос. Знаеме што следуваше после тоа, како се движеа настаните, меѓутоа ајде да продискутираме што се случи од кога се смени власта. Да речеме дека дел од граѓаните биле незадоволни од владењето, 10 годишно владење, нормално да има незадоволни и да има некои кои што бараат нешто подобро, меѓутоа што се случи по смената на власта, имавме подпишување на 2 договори. Договорот за добрососедство со Бугарија, кој што уште ни тежи на глава и ни создава сериозни главоволки, Преспанскиот договор, со кој што фактички го сменивме името, меѓутоа имавме и еден референдум кој што беше неуспешен, односно беше нелегитимен, не доби никаква, односно сето она што следеше беше нелегитимно во насока на промена на името. Каде се тука правата, каде се тука невладините организации, за да речат ова не е правен систем. Имавме неуспешен референдум, а сепак имавме промена на името. Каде беа кога живи изгореа 14 луѓе во модуларната болница, која што буквално била направена со неквалитетен материјал. Не видовме протести, не видовме ниту еден да излезе и да протестира за тоа. И ги апса во тоа, имаше протести, ги апса, ако се ставате. Да, и тоа се случи. Беше многу зборувам за невладините организации кои што прима пари. Семејствата ги апса, невладините, хибернација. Луѓето кои што протестира, имаше протести за случај со онкологија, меѓутоа дали бе толку, значи она што се случи, односно скандалот на онкологија за кој што уште чекаме обвинение и разврска е еден од најголемите скандали во историјата на Македонија и ево ова што се случува сега што гледаме дека од 2021 до 2023 имаме сериозни индици за труење на населението буквално со неквалитетен мазут. Ниту еден не излезе да протестира за правата, за сето она што значи подобар живот. Да, толку го има девалвирано угледот на целиот концепт на невладени организации финансирани од странска влада, самите зборови не одговараат на ситуацијава, нели? Што еве баш таа организација што ја спомнавме, која што нели прави една можеби корисна работа, сум секако корисна, а толку има затруено својата активност потоа со исполитизирани настапи, политички, пропагандни постапки, не можеш да ги сватиш добронамерно, дури нешто навистина, еве ги да се покријат, можеби навистина од желба да направат нешто добро, ќе се обидат нешто да направат, не може да се издвои нели тоа малца добро од децениите на активности на намерно распалување етнички, да, бидејќи беа, еве, зборуваме за тоа дека ако правата, почитување на правата, значи подеднакво почитување и на моите права, и на твоите права, и на секој еден кој што го гледа тоа е една заедничка вредност, така? Меѓутоа тоа не го гледавме, за да дојдеме и до овој момент, затоа ова ме носи на следното прашање, бидејќи денеска поранешната директорка на Фондацијата Отворено општество во Македонија, Фани Карамфилова Пановска е подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз. Како? Да, мислам, не, бизарно мислам, дека никој не ги баш овие организации што ги зборевме, се обидуваат да се прилепат на дали е некоја трагедија, дали е нешто
измислени вести. Например, се обидува да организираат протест за, кој што ќе почнуваше од местото каде што беше убиено девојкава Фросина. Дури семејството мораше да им каже: луѓе, толку сте исполитизирани, толку сте имате девалвирано, како мршајат си идете никаде каде што има трагедија, се обидувате да се прелепите, дај, немојте. И не ги послуша. Сепак го организираа протестот од таму. Значи, си има трагедија, има некаде крв, таму ќе ги видиш, таму ќе ги најдеш, како крлежи залепени, ако може да се искористи некако. Така да... Што ова значи, бидејќи добро е да имаме граѓанско општество, квалитетно граѓанско општество, бидејќи, еве, например, со ова се уништува секојна желба за граѓанинот ако сака да излези да протестира на вистина ако нешто не му е. Бидејќи низ историјата, ова кратка да рече последниве 10 години, видовме дека се злоупотребени протести за политички цели. Да, дефинитивно мислам. Злоупотребата е политичка, злоупотребата е и финансиска. Еден интересен момент, кој што само можеби сад нема да дојдат да признаат дека вршала политички злоупотреби, дека нивните програми биле политички злоупотребувани ни светот, но веќе имаме доста јасни најави од таму дека имало кривични злоупотреби од типот перење пари, од типот пренасочување на тие пари низ балкански, африкански, южноамерикански држави назад до џебовите на политичарите кои што ги носела овие одлуки. Доста од луѓето кои што работела во Македонија на финансирање на шарената револуција, потоа даваат отказ во USAID, ги гледаме например во организации кои што примала добар дел од овие средства, кои што ги спроведувала овие проекти на ниво на Вашингтон. Значи ќе ги дадат парите на, да речеме, на организација во Вашингтон, па таа потоа решава на кого ќе ги распредели на Балканот. Затоа интересно е, например, еве новинарот што го спомнавте, тој доаѓа од медиумот на Ден Бонџино. Значи, кој што денеска има последната подкаст емисија на платформата Rumble на Крис Павловски, од утре е веќе заменик директор на FBI. Така да сите овие злоупотреби гледаме веќе дека во Србија веќе се истражуваат. Србија навистина им гори под нозете, навистина е практично на граница на граѓанска војна, како што и ние бевме на повеќе моменти, на повеќе периоди од 2015 до 2017. Гледаме Словачка, Унгарија веќе бараат информации од Вашингтон, сакаат да соработуваат. Во Унгарија именуван и нивен дипломат политичар за контакти со Питер Мароко, со USAID за добивање на информации од таму, не дека тие информации се добар дел јавно достапни. Така да веќе апсолутно прашање на безбедност, прашање на нормални политички односи во нашите држави, на нормализирање на политичката борба во нашите општества е да се престане со ова брутално мишање во нашите внатрешни работи и во иднина граѓаните навистина да одлучуваат, а не да биде тоа да се ангажираат буквално пропагандисти кои што почнуваат војни, кои што тоа им е работа, кои што мерат што би предизвикало, каква реакција во кој стратум од општеството за да се дојде до посакувањето од политички исход, а често пати тоа што може да го придвижи општеството се крвави, трагични настани, напади од надвор. Значи, нема држава која што може тоа да го дозволи, која што смее тоа да го дозволи, па не знам, Америка, кој сака нека го прави тоа. Споменавме за тоа дека за таа неактивност кога станува збор за рушење на нечиви права и за тоа како беа мирни во одредени случувања кога требаше навистина да има одредена реакција, ако ништо друго, невладиниот сектор треба да има реакција на такви работи. Меѓутоа, се активни кога станува збор за така наречената битка со лажни вести, односно цензура на социјалните мрежи, па прават, бришат одредени статуси, објави, се споделуваат тужби. Во таа насока дури ваши колумни, односно коментари бе избришана социјалната мрежа Facebook. Што имаше спорно и тука лажно во тие ставови кои што ги објавивте, зашто точно стануваше спор, ако може да објасните? Да, има... И дали ја вратија назад, дали сега... Не, таа колумна не престана, продолжија да бришат други текстови, други статуси на слични тематики и наоѓаат некои
некој бизарен изговор дека било спем, дека било непосакуван коментар кој што ги наведувал читателите на Facebook да кликнат на линкот, да идат на веб страница. Нормално да, линк е до статија. Ама тоа го прават сите кои што објавуваат линкови за да нормално ќе те води на некој друг сајт. Има, да речеме, има монополови организации на статусот на доверени, како се вика, trusted partners за соработка на големите социјални мрежи, едно време и на Twitter. Twitter, фала Богу, пристана со таа пракса. Во моментов на Facebook. Закерберг, собственикот на Facebook, најави дека оваа пракса ќе пристане во САД, но во Европа се уште договорите кои што ги имаат испопотпишано со организации за проверка на факти се уште стојат и нели таа организација крие не ги јавно обзнанува своите активности, но нели со голема доза на сигурност јасно е дека партнерската организација на Facebook ги прави овие нели криење на статуси, забрана на цели. Се ти не можеш да видиш ако те намалат читаноста, ако твојот статус допре до помал број на луѓе. Радикално решение е да забранат споделување на линкот воопшто, да ти го избришат статусот, тоа ќе го приметиш. 90% од времето, 99% од времето, не ни знаеме што се е скриено, што се е трнато од страна и сега организациите кои што ги имаат бирано за нивни партнери за проверка на факти се апсолутно идеолошки еднострани и апсолутно исполитизирани до последно. Мислам до нивоа на, нели, дури жал да ти падне за некои од тие луѓе, до кои длабочини на, нели, rabbit hole, што го велат, нели, на англиски, продираат. Така да се надеваме дека Facebook ќе пристане со таа пракса во Македонија. За среќа постојат други слободни платформи како Twitter, Rumble, каде што може да се споделуваат информации. Тоа има губитничка платформа, нели, кога бришеш статуси, кога бришеш коментари, а ова конкретно беше колумна на темата злоупотреби во USAID и нивната поврзаност со фондацијата на Сорос, што уште еден, нели, многу сериозен проблем кој што го крева, нели, кој што го отвара сега администрацијата на Трамп. Тоа е неодбранливо во нивни очи дека проектите на USAID, политички проекти на USAID, во држава која што реално нема толкава потреба, европска земја, така, со средни примања, например, како што е Македонија, која што може самата да развива политичка култура, нема потреба надвор тоа да и се натура, па уште и тие проекти кои што кога веќе ги правиш, а не би требало, па да ги поврзаш со една жестоко идеолошки определена и сполитизирана организација како што е фондацијата на Сорос, која што меѓу другото, например, отворено стоеше зад идејата да Европа да има отворени граници, каде што Македонија беше клучна во конечното затворање на таа граница, откако 1,5 милиони мигранти од Сирија, од Авганистан поминаа преку наша територија, меѓу кои извршителите на нападите во Брисел и Париз. Така да, навистина крајно радикални луѓе им е доверена огромна одговорност и навистина огромна штета направија и на нашето општество и на Европа во целина. Да, ќе направиме тука една кратка пауза со емисијата и ќе се вратиме назад. Би сакала да прокоментираме и за позицијата на Македонија во меѓународната сцена, но по краткиот блок на реклами. Почитувани, се враќаме за кратко. Да, почитувани, се враќаме назад во студиото и продолжуваме онаму каде што застанавме. Застанавме во делот на тоа каде е Македонија на меѓународната сцена во моментов, бидејќи на критики најде дипломатската офанзива на владата, и тоа најчесто од Социјалдемократскиот сојуз, особено во делот на соработката со новата администрација на Трамп. Па Социјалдемократскиот сојуз од една страна критикува дека граѓаните ништо не виделе од тие средби, односно нема никаков бенефит од тие средби, дека парите за кои што се потрошени за да се поиде до таму и да се остварат тие средби се залудно потрошени од една страна и дека го компрометирале нашиот европски пат, а од друга страна дека со некои изјави и ставови на представници на владата не сме биле на страната на САД, а со други пак сме биле, односно дека цитирам, не знаеле каде тераат власта. Знае ли каде се движи македонската влада во моментов? Значи, прескапите патувања во странство, значи премиерот беше сега во Турција,
неколку дена претходно беше подпишан договор, најавен договор, нели, за инвестиција во гасификација на Македонија преку потребна, нели, за да се среди проблемот со воздухот во Македонија од милиарда евра. Беше на меѓувладина средба во Будимпешта, од која што, нели, добивме исто така милиарда евра за репрограмирање на долговите, за изградба на навистина потребна општинска инфраструктура и за поддршка на бизнисот. Беше на СИПЕК, каде што пред... Сега, јас сум бил на СИПЕК во Вашингтон, тоа се навистина. Сам каде да се свртиш, дали се тоа сенатори, конгресмени, бизнисмени, луѓе од врвовите на think tank заедницата, каде што отвараше конкретни проекти од геополитичко значење, конкретно, например, ги наведе гасоводот од Александрополис кон преку Македонија кон, нели, Србија, Унгарија, низ кој што треба поминува американски газ. Чебрен Галиште го наведе пругата север-југ, брзата пруга. Не знам како да кажам, значи ова се такви лудости да кажеш дека тие посети нема резултати, дека нема ефекти, дека ништо се уште не сме добиле. Само знак на учај на таа политичка опција која што досега имаше право на монопол на комуникација, на позитивна, пријателска, соработничка комуникација со американските дипломати во регионот, на спроведување на овие проекти на USAID, се преку невладени организации кои што се поврзани со нив или преку Соросовата фондација која што веќе е формално фузирана, интегрирана со СДСМ. И јасна е таа нервоза дека конечно имаме продуктивна, ефикасна соработка меѓу конзервативна политичка опција во Македонија и конзервативна опција во САД. Да не биде тоа година-две како во времето на Буш, после, нели, хаос, војни, нели, масовни апсења на ВМРО после изборите 2002. Да не биде истото тоа, нели, се повторуваше и во периодот на од 2017 до скоро, нели, масовни апсења, заплашување на опозицијата, значи злоупотреби на тие програми кои што им се за, нели, на USAID програмите за соработка со судството, па еве гледаме како се судеше, какви обвиненија се штанцаат, така да сваќаат дека на тој комплекс му доаѓа крај, дека овој пат очигледно дека американската администрација доста посериозна, конечно дојде до сериозна промена на власта таму и промена на пристапот кон светските прашања и кон домашните прашања, и затоа разбирлива е таа нивна, тоа огромно ниво на нервоза, па дури еве ги гледаме, нели, често пати знаја да напаѓаат дека ВМРО, дека десната опција во Македонија била антиевропска, антиамериканска, проруска. Деновиве дури во Конгресот на САД се дискутираше за некои од овие клеветнички статии објавени конкретно во ОЦЦРП, како и во Политико, како ВМРО во Македонија проруска опција, беше поставена како прашање, видете какви небулозни лажни вести се објавуваат во Македонија, за американски конгресмени, за американски институции, не обвинуваат дека сме проруски ориентирани, чисто за да ја замачкаат ова многу легитимна тема на политички и финансиски злоупотреби на програмите на USAID. Долго време СДСМ, Фондацијата Сорос, левата политичка страна во Македонија ги правдаше сите овие блиски врски со САД, тврдејќи дека опозицијата е антиевропска, антиамериканска. Заеве деновиве да видиме, нели, преседателот Пендаровски до коментатори блиски до нив како го напаѓаат, ја напаѓаат Америка, американската администрација, со дури фактички имаше и повици посакување смрт на преседателот до обвинување дека е неонацист, дека е не знам, корумпиран политичар. Така да интересно е да се види оваа промена во реториката. Колку е значајно што имаме македонци, успешни македонци, тука зборувам за Крис Павловски, кои што се блиски до Трамп и до семејството на Трамп. Колку е ова важно за нас прво како македонци, дека имаме некој успешен човек кој што навистина прави сериозни промени кога станува збор за слободата на говор, за тоа што значи промоција на демократските вредности, вистински демократски вредности, дека секој ден има право да има место каде што ќе го каже својот став. Колку е тоа важно за нас како македонци, од друга страна колку се важни добрите релации, бидејќи имаше средби владата токму со Павловски?
Видите, така се направени државите на Балканот, мислам, со контакти со луѓе во западните главни градове. Мислам, сите земји околу нас така се формирани. Наша трагедија, нели, што до сега или сме ги немале, или кога сме имале, нели, една политичка опција македонска, нели, номинално македонска политичка опција, имала проѓа во Вашингтон, во Брисел, но тоа е политичката опција која што се има откажана од промовирање, од бранење на македонските национални интереси. Нели, деновиве се расправа кој успел да влезе во Белата куќа, па не знам, председателот Трајковски успел, премиерот Бучковски и го скокаат често пати премиерот Груевски. Ама во првите два случаи тоа е кога веќе се ни е скршена кичмата, испорачани се барањата, тие барања се прифатени да се направат огромни отстапки на македонските национални интереси и потоа добиваш во ред. Еве, дојде, нели, откако си подпишал Струга, Кичево, Охридски, Рамковен, се што се бара од тебе, нели, во ред. Повели, да, тоа дојде, е територијалната распределба, да. А Груевски, например, сосема поинаква средба има во Белата куќа и гледаме што се случуваше после таа средба. Така да ние сме немале до сега македонска опција која што ќе ги застапува македонските национални интереси, до сега немала пристап или во нека поголема европска држава, освен нели можеби Унгарија, Австрија понекогаш, ниту пак во Соединетите Американски држави, каде што посебно кон Балканот политиката целосен монопол доскоро имаат кадри кои што се производ на времето на Клинтон, на Нели Холбрук, на Кристофер Хил. Конечно еве сега се уште не е извршена таа смена на генерации, конечно еве гледаме некаков поинаков пристап кон Балканот, ќе видиме што ќе се изроди од тоа, но апсолутно нели од првенствено значење за Македонија е да се негуваат овие среќно нели воспоставени контакти и врски, да се искористат нели на лично ниво за максимален нели бенефит на Република Македонија, бидејќи поинаку вака не можеме. Мислам, поинаку не можеме како држава. Може ли само да подсетиме за гледачите зошто е значаен Крис Павловски, односно неговата платформа Rumble, бидејќи кога на Доналд Трамп му беше забранета буквално слобода на говор, местото каде што си најде слобода, односно е токму Rumble. И сега од друга страна пак се случували да бараат во Русија некои емисии да бидат, односно да бидат укинати, меѓутоа не беше тоа дозволено бидејќи идеологијата на Рамбл е дека тоа е место каде што секој може да го каже своето мислење. Апсолутно, тоа е платформа која што се смета дека нивните ставови биле во голема мерка оправдани. Подемот го добива во времето на ковидот, кога беа масовно гушени гласови кои што беа поставува логични прашања типот дали е здраво ова и нормално да сидиме затворени толку време, сите нели младите кои што ќе го програмат тоа, нели да не збориме за економските последици, пред се здравствените и психолошките последици, но исто така на политички план ова прашање на обид во Соединетите Американски држави да се замолчи опозицијата. Повторно имаше масовни апсења, значи бројот на луѓе од кругот околу Доналд Трамп кој што завршија во затвор е огромен, споредлив со Македонија или со Полска или со нели такви држави во кои што масовно се вршени апсења во овој од овие нели либералниве политичари како што се представуваат. Самиот председател имаше долга низа на кривични пријави против него кои што беа која од која поступидни, јасно беше масовно фабрикувани за да му се наштети и на крај видовме дека таа политика пропадна и на гласачкото место и во медиумската сфера, а Рамбл има навистина одиграна клучна улога по овие две огромни теми: ковид и обидот да се задуши опозицијата во Соединетите Американски држави. Така да навистина има потврдено својата вредност, што сега дури други многу поголеми медиуми како што е Facebook се обидува, или првен Twitter па Facebook, се обидуваат да ги прифатат тој пристап кон нели да престане политичкото бришење на статуси, коментари на социјалните мрежи, да се даде шанса на сите легитимно да се изразат и да кажат што мислат, дека само така општеството може да оди напред. Така да тоа значи дека Македонија носи демократија во Америка. Да, без претерување на во делот на слобода на говорот, ако може така да кажеме. Навистина беа осамени долго време кога сите други платформи
Твитер беа навистина затворени за различни мислења. И Трамп покажува дека тоа го цени. Уште едно на кое што би сакала, уште една точка на која што сакаме да би сакала да се задржиме, е во делот на она црна листа на САД, која што беше доста актуелна изминатиот период, на кој што се најде и Артан Груби, кој што не е достапен на органите за прогон, но она што излезе исто така во јавноста, тоа го добивме од информации токму од МНР, дека токму Бујар Османи и Артан Груби биле оние кои што во Европа ја договориле внесот на бугарите во Уставот и во суштина дека тие ги давале тие гаранции, ако на европските таму политичари дури не им било јасно како ќе обезбедат толкаво мнозинство, да сега ние да се најдеме во позиција каде што интересите на граѓаните, мнозинството граѓани во моментов, па и владата се многу јасни по тој став дека внесот на бугарите, односно се оди на таа насока дека ајде да ни даете некои гаранции, дека ние ќе направиме уште една отстапка, ама дека и ние ќе добиеме нешто за возврат. Колку ако зборуваме дека едни им помагаат на Македонија одредени македонски граѓани и македонци помагаат на граѓаните, од друга страна има други кои што направиле многу сериозни штети, кои што нас сега ни ставаат сериозни главоболки. Да, тоа е таа капитулантска политичка опција во македонскиот кампус во редовите на СДСМ, која што беше поразена на две многу крупни прашања. Едното беше промена на името, очигледно недоговорено како што треба, бидејќи ветуваа брз прием во Европската унија. И бесплатно здравство, едно од тие лажни вести, ако сакаме да се потсетиме на што се беше лажна вест во тој период. И добија наместо грчко вето француско вето, што е многу посериозно. Потоа добија бугарско вето, кое што е пак поекстензивно, мислам, од држава која што е можеби има помала специфична тежина, но задира доста повеќе во прашањето што ги отворија. И вториот план на кој што беа поразени е таа политика едно општество за сите, македонците и албанците заедно на шарената револуција ќе протестираат, за на крај да завршат со практично како малцински коалицијски партнер во влада на ДУИ, каде што СДСМ дозволија ДУИ да преговара. Сега ние како македонски политичари не можеме, пратениците, например, етнички македонци, не можат да ги надгласаат албанците во собранието за, да речеме, за некој учебник во основното образование. Не можат да се усвои нека нова програма наставна, бидејќи тоа се смета за мајоризација. Дозволија албански политичари, министер за надворешни и заменичката беше етничка албанка, да преговараат за македонските национални интереси. Националниот идентитет. И тоа немаше да биде проблем доколку ги бранеа македонските национални интереси. Но гледаме дека не се бранети македонските национални интереси. Не само што не ги бранат, на албанците во пракси им одговара како се една како политичко прашање во Македонија, како национална стратегија, не дури им одговара македонскиот идентитет да биде дерогиран колку што може повеќе, ако може да се појави поголемо, не знам, српско, влашко, бугарско малцинство, да не бидат далечен втор народ во Македонија, да бидат тука некаде. Или ако македонскиот идентитет биде ослабнат, апсолутно дека ДУИ како чисто национално определена политичка партија профитира. Не можете вие во коалиција да имате една жестоко национално определена партија која што само тоа интересира. Преработување албанци, албански права, никогаш не сме ги слушнала. Еден краток период нешто Божем зелена партија беа. Во коалиција со урбани, постнационални, постверски, македонска опција, која што, ајде што е сега тоа историја, па што ќе ни е на нас, не се јаде, не се пие името, не може да живееш од национална гордост, па ајде да попуштиме, па ќе не прифатат. Тоа е рецепт за катастрофа, мислам. Доколку таа опција обстои на тие позиции и некогаш во нека иднина повторно стана легитимна, реална опција за доаѓање на власт, за СДСМ зборувам, не можеме да очекуваме дополнително генерирање на спорови со нашите соседи, како што е од немање спор со Бугарија, нивната слабост, нивната попусливост, ја промени бугарската пресметка, бугарските сметки кон Македонија и рекаа, слушајте, вие ако се раздаваат, па ние сме будали да не побараме. Зошто да не побараме? Така да ако таа опција повторно некогаш биде легитимна опција со реална шанса за доаѓање на власт, со овие размислувања што ги имаат сега, што ги имаат од Заев до сега,
ние можеме да очекуваме дополнително генерирање на спорови кон други наши суседи. Тоа мора да пристане, мора да се повлече црта. Кога станува збореве за одредени спорови, ќе се навратам, односно ќе ја проширам темата на глобално ниво, бидејќи светот во моментов на меѓународен план се случуваат многу работи, од се што провлече промената на администрацијата во САД, сериозни поместувања, но како гледате на сите овие случувања? Дали ќе донесат мир? Бидејќи имавме одредени средби и преговори за ставање крај на војната во Украина, но и како гледате на пораките кои што се испраќаат помеѓу САД, Русија па и Европа како клучен фактор во целиот процес? Да се надеваме и тоа навистина и да се молиме, мислам, ова не иронично го кажувам, навистина треба да се молиме. Еве, ние видовме, ние бевме изложени на шарена бојна револуција, проект за дестабилизација, смена на власта, но тоа е ништо во споредба со тоа, еве, начинот на кој што САД под истата таа администрација го менаџира односот кон Русија. Тоа е навистина нешто што може да го прекрати светов. Да не зборуваме за секојдневните илјадници жртви сега, да не смеме да амнестираме Русија за кога што го изврши нападот. Но јасно е дека и од страна на САД, од таа администрација што беше, се посакуваше конфликт. Гледаме политичари кои што зборуваат одлично, супер, ја деградираме руската воена моќ со оваа војна, а голем дел од парите се враќаат кај нас во нашата воена индустрија, мислам. Не знам човек да каже такво нешто гром да не го погоди на лице. Ја би ми било страв да го помислам тоа, да не па да го кажам. Видовме во меѓувреме една дури бизарна ситуација во која што сега САД сакаат мир. Јасно е во светов кој решава за прашање на војна и мир. Јасно е во западниот комплекс која држава решава дали ќе има војна или нема да има војна. Сега ако САД кажале дека ќе има мир, европските лидери се собраа, кои што историски гледано се распашана команда која се прашање на надворешна политика и на војување. Не ни станувало прашање за војување кај нив, сами да покренат иницијатива. Кога одат, да речеме, ги придружуваат САД, например, во Ирак, тоа беа целосна распашана команда, 2 земји идат, 5 не одат, тие што одат даваат ограничувања, нашите војници ако може да не идат во борба, ако може стражарска должност, па например Шпанија ќе прати војска, па терористички напад во Мадрид, па ќе ги повлечат утре дента, мислам, не е едноставно не се сериозен фактор за таква тврда моќ. Тие може би се некој фактор трговски, економски, секако се. Смешно е да очекуваш од нив што да направат европски корпус кој што ќе го пратат во Украина. Тоа беа разговорите што во Македонија го слушавме и критиките кон македонската влада, па сега ние се определивме за опцијата за мир на Трамп, а Европа оди во војна, сега ќе си ги нарушиме односите со Европа. И нели, се среќа, фала Богу, таа работа се распадна за неколку дена. Мислам, кога видоа дека никој од нив на вистина сериозно нити има ресурси, нити и да ги има мисли да ги употреби на таков начин во Украина, да праќаат Европа војска, во услови кога Америка се воздржува, па дури престанува да помага на Украина, за да ја натера да ги натери украинците да речат, луѓе, престанете. Тоа дури не е ни оригинална европска иницијатива, тоа е американската надворешна политичка елита од времето на Клинтон, Обама и Бајден, Блинкен и Сузан Рајс, тој тип на луѓе кои што имаат повеќе деценијски изградени односи со Европа. Многумина во администрацијата на Трамп препознаваат дека тие средби во Лондон, во Париз не се оригинална европска иницијатива, туку на гарнитурата која што во САД е поразана. Очекуваше веројатно да преживее уште долго време како во првиот мандат на Трамп, скриени во подрум во институциите на Националниот совет за безбедност, Министерството, Стейт департментот, Секретаријатот за одбрана. Очекува да го прегрмат овие 4 години Трамп како минатиот пат. Очигледно тоа нема да им помине, па бараат преку други платформи да се обидат да продолжат со нивните досегашни политики. Очигледно Европа не е кадарна, не е способна за такво нешто и за среќа дојдовме назад на темата мир. Определени се очигледно да се надеваме, и САД и Русија, и да се надеваме дека овој кошмар ќе заврши за да можеме нормално да продолжиме да живееме. Ако можеме да сумираме и да објасниме и во тоа да ја вметнеме и Македонија, меѓутоа каде се движи Македонија, каде светот во моментов, да направиме едно резиме, ако може, на сето ова што го зборувавме.
Па добро, за среќа Македонија нема некои големи отворени прашања. Сега нели прашањето со Бугарија ќе зависи од тоа како Европа ќе се постави кон проширувањето понатаму, можеби нели не можат да пратат војска во Украина, но можеби можат да решат стануваме поголем надворешно политички фактор. Една лесна работа што може да ја направат е да се определат конечно сериозно за проширување. Тоа може да биде позитивно за нас. Друго прашање нели дали САД може да помогнат за по ова прашање, повторно ќе зависи од тоа како ќе се движат односите меѓу Трамп и европските држави, да се надеваме дека ЕУ како институција, НАТО и европските држави нема додат по патот на да нудат да бидат некакво прибежиште на надворешно политичките кругови од претходните демократските администрации, туку ако навистина сакаат да имаат сериозна автономна надворешна политика, да ги нормализираат односите со САД бргу, па потам, нели, можеби САД ќе би можеле да бидат некаков брокер да постигнеме некој чесен договор со Бугарија, кој што мислам дека и на Бугарија како држава им е јасно дека дополнително нарушување на односите меѓу двата народи е навистина трагично и погубно. Други крупни прашања. А на домашно ви гледаме тука и придвижувања, битката со правосудниот систем, еви последниве буквално пинг-понг подавања за притворот поврзано со што се случува и дома, односно кои придвижувања дома ги очекувате? Па нели, волјата на народот е јасно определена за зачувување на националните позиции и нормално секако за економски раст и за имплементирање на инфраструктурните проекти кои што беа закочени и за ЕУ која што како што кажав зависи од повеќе коцки да се склопат. Големата работа, најголемата работа што САД можат во моментов да ни ја направат како за внатрешна стабилност, да може да се посветиме на овие значајни прашања и да пристане тоа нивно апсолутно брутално, непринципиално мишење во нашите внатрешни политички прашања, секогаш во полза на албанскиот фактор, и тоа дуи во тој фактор, и на СДСМ, и тоа дури во рамките на СДСМ на најрадикалните левите кругови, кои што се товар дури и за СДСМ. Значи, навистина САД радикализира една група луѓе, ги оптоварија со еден начин на размислување кој што нема како да има поширока проѓа кај етничките македонци во македонската јавност. Значи, тие луѓе се товар за СДСМ како партија. Така да ако пристане ова притискање нели на вагата на една страна со многу брутални методи во минатото од мандатите на амбасадорите Патлер и Бейли, ние други поголеми прашања навистина немаме. А светот? Како што кажав, нели, ако се реши ова едно големо прашање... Сметате дека војната во Украина е најголемото жариште, дека тоа се реши буквално од не очекува мир? Па Трамп беше несериозен политичар во првиот мандат, нели, со настапите и со промените на односот кон луѓе од неговото обкружување и со изборот на луѓето. Но на крупните прашања, војна не направи, тоа е факт, мислам. Не направи некој конфликт, што е уникатно за американските преседатели. Овој пат има изблици нели на несериозност, нели Канада, не знам, Гренланд, Панама во ред. Но исто така на внатрешно политичките прашања настапува многу посериозно. Така да се надеваме дека САД ќе можат да се етаблираат повторно и во економски и технолошки мотор на светот. Навистина неодржливо и тоа што се гледа економски кај нив. Значи, најголем генератор на потенцијални конфликти во светот е американската економија, долгот кој што го трупаат. Мислам, тоа општо е прифатено дека на 100 дена можат $1 трилион долг да направат. И сега тоа се чувствува во ненормални цени на недвижности. Криптоскокови падови се случува и во војните кои што очигледно ги прават за да ги генерираат, за да се сметаат дека така економијата може да се движи напред. Трамп даде едно радикално решение, ајде сега ние, Америка, Русија, Кина, да ги преполовиме буџетите за одбрана. Еднаш го кажа, не го повтори, но зошто да не се размислува и во таа насока, зошто таа трка за технологија да не биде, во 6-7G, во дронови, во поинаков развој. AI, да, зошто мора да биде преку војната. Така да, има докажан, има доста ризици во
начинот на кој што човекот функционира, но да се надеваме повторно нели дека ако во првиот мандат кој беше далеку понеорганизиран, успеа да го движи светот низ така еден релативен просперитет и мир, сега немаше војна, имаше ковид криза. Да се надеваме дека овој пат ќе биде посериозно поставени, дека ќе можеби ќе ги запре постоечките војна, нема да отвори нов конфликт нели со Иран или со Кина, со Тајван. Благодарам многу за вечерашното гостување. Благодарам за поканата. Почитувани, тоа беше вечерашната емисија За или против. Сигурна сум дека ова неисцрпна анализа, ако може да се каже, бидејќи уште имаме прашања на кои што би можеле да зборуваме, меѓутоа сигурна сум дека дадовме одговор на голем број ваши прашања кои што ги имавте. Сега ве оставам, се надевам, на истата фреквенција. Останете на телевизијата Алфа, имајте убав остаток од денот и секако убав викенд. Поздрав!